Оваа хаварија која што досега е невидена, ја разговарав од самиот почеток со сите стручни луѓе кои што беа ангажирани, пред се професорите на градежен факултет, инженерите во управата, во акционерското друштво, во подружницата, сите останати, заради тоа што овде се бара стручно решение што ќе го реши проблемот. Сите потврдуваат дека станува збор за хаварија од огромни размери, која што се има случено, и целиот наш фокус беше како да во текот на сезоната креираме и најдеме заеднички решение кое што ќе биде најбрзо можно и кое што на некој начин ќе биде и времено и трајно решение. Затоа денеска пред земјоделските производители тука во Росоман го презентиравме решението кое што досега е утврдено на предлог на акционерското друштво, на управата, на професорите од градежен факултет, после направени сериозни разговори со сите можни изведувачи, производители, оние кои што може да обезбедат токму вакви цевки кои што се потребни, заради тоа што решението кое што го избравме, односно кое што единствено можно, единствено брзо, бара замена на цевките на сифонот од 400 метри, и во тој дел Министерството по сите разговори кои што ги направи утврди дека за друг проект кој што е капитална инвестиција на Министерството, ист таков тип на цевки кој што ги задоволува потребите, се веќе изработени, и тоа и го кажав пред жителите тука дека навистина среќна околност е што овие цевки кои што се изработени, а поради прашања поврзани со експроприација не се вградени во системот Равен Речица во Тетовско и во Полог, ќе бидат употребени, односно тие се единствената брза варијанта и опција да бидат употребени токму за решавање на овој проблем. Во таа насока владата одржа 3 седници, целосна координација имаше со пратениците од регионот, со градоначалникот на Росоман, како некој кој што постојано, будно и 24 часа висеше и се бореше за решавање на овој проблем со сите засегнати страни. Владата првим беше информирана од моја страна за хаваријата, се дадоа јасни заклучоци во кратки рокови дека треба да се изнеде решението. Стручните компетентни луѓе го понудија, веднаш што го понудија, владата закажа повторно итна седница на која што се донесоа заклучоци за со кои бевме обврзани како министерство да ова решение го вградиме во нашите програми, во нашата програма за водостопанство, така да треба да се знае дека сепак реализацијата на оваа инвестиција, на овој решение, решавањето на овој проблем ќе биде преку програмата за водостопанство на Министерството за земјоделство. Денеска владата ја усвои таа програма, веднаш ќе излезе во службен весник, ги одржавме сите координации кои што се потребни со Бирото за јавни набавки, се со цел да одиме кон брзо решавање, брза итна постапка, заради тоа што ваков тип на проблеми, на хаварија и потребата да се она што може да го спасиме од производството, да го спасиме, брза реакција од наша страна и брзо склучување на договор со изведувачот и реализација во максимален рок од 45 дена. Збориме за максимален рок. Моите разговори и информации говорат дека можеме и пократко тој рок да биде завршена целата работа, меѓутоа сакам да оперираме со многу точни, многу прецизни и многу аргументирани податоци и бројки. Таков е начинот на кој што сакам да работиме, со факти и аргументи, и затоа денеска зборуваме за изнајдено решение, промената програма за водостопанство, променет финансиски план, инвестицијска програма на акционерското друштво водостопанство. Збориме за решение кое што е целосно стручно потврдено и кое што е најбрзо можно, но и ќе биде дел од трајното решение. Не станува збор за вградување на цевки кои што после тоа ќе бидат во употреба, кои што со реализација на трајното решение кон кој што сме насочени, владата веќе го задолжи акционерското друштво да изработи целокупната документација за тоа трајно решение. Ова времено решение ќе биде дел од
цевководот кој што после тоа ќе се реализира и ќе премине во едно трајно решение, така да збориме за сосема наменски, брзо и ефикасно искористување и на средствата на граѓаните, но и решавање на проблемот на жителите од овој крај. Значи, аз колку што разбрав, финансиите се обезбедени за имплементацијата на овој проект. Има ли Министерството, односно владата, некои првични детали околу тоа колку би чинала санацијата на хаваријата? Колку би го чинало Министерството, односно самата влада? Тоа ќе го видиме од самите преговори кои што ќе бидат направени. Ние се држиме на стручните проценки кои што се направени од стручните лица на градежниот факултет, кои што беа постојано на терен, станува збор за непристапен терен, има оштетување на мостот, хаварија од невидени размери, проценките се направени, веднаш штом ги добивме ние проценките, и предлог техничкото решение, истото е вградено во програмата за водостопанство, што значи кратиме на други проекти, кратиме на други мерки, тоа беше денешната одлука на влада и се дефинираше, се вгради во програмата мерка за решавање на овој проблем. Мислам дека нешто под 80 милиони денари со се ДДВ ние имаме веќе обезбедено во самата мерка. Меѓутоа самите преговори, разговори и сето она што на терен ќе биде потребно на изведувачот, ние ќе бидеме постојано присутни и ќе гледаме максимално рокот да биде скратен, односно секој ден порано што ова работа се заврши ќе биде од придобивка за сите во ваков еден случај. Збориме за максимален рок 45 дена, но јас очекувам и моите информации се дека напорите кои што ќе ги направиме сите заеднички да ова работа ја завршиме порано. Според земјоделците и средствата се обезбедени директно од буџетот на Министерството за земјоделство. Градоначалниче, според вас ваквото решение е понудено на росоманските земјоделци прифатливо или не? Како што каже и министерот, значи ова решение го даваат стручни лица кои што знаат што е најдобро, најбрзо и најефикасно решение, така да верувам во стручноста на тие луѓе и како што каже министерот, максималниот временски период е 45 дена, но тоа не значи дека може да биде решението готово и порано. Ќе бидеме во координација, ќе се слушаме сите надлежни институции и се надевам дека решението ќе се реализира и ќе немаме штети. Само сакам да додадам дека барањата на земјоделците беа да се обезбеди 1200 литри во секунда проток низ овој сифон кој што ќе биде обновен. Со ова решение ќе се обезбеди 1700 литри во секунда, така да навистина сите параметри за обнова на овој систем, за капацитетот на самите цевки и за протокот на вода кој што е потребен, е поголем од тоа што на некој начин е скенирано од терен и е потреба на самите земјоделци. Така да и во тој поглед ги споделивме овие информации и ние и стручните лица кои што истото решение го изработи. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.